Добра вечер. Дневник на КТВ, среда 22 април 2026. Започна реконструкцијата на крак од улицата Шишка во Кавадарци на површина од 1000 метри квадратни. Како што информираат од локалната самоуправа, проектот е дел од програмата за комунална изградба за 2025 година и опфаќа целосна обнова, вадење на стариот асфалт, тампонирање, атмосферска канализација и ново асфалтирање. Оделението за улично осветлување при општина Кавадарци продолжува со поставување на ново улично осветлување на повеќе локации во градското подрачје. Откако се заврши со поставување на комплетно ново улично осветлување на Западен булевар, деновиве се продолжува со енергетско ефикасни лед светилки уште на две локации, улицата Пане Иванов и булевар Мишо Шкартов. Вредноста на договорот за овој проект е 1.998.000 денари со ДДВ, а работите ги изведува фирмата Елмонт Електро Скопје. Општински надпревар по прва помош во организација на Општинската организација на Црвен крст Кавадарци. Учествуваа 6 екипи од основните училишта плюс екипа од Росоман, како и 3 екипи од кавадаречките средни училишта. Денес во спортската сала Партизан ќе се одржи општински надпревар по прва помош за учениците од основните и средните училишта. Вкупно ќе учествуваат 10 екипи, 7 екипи од основните училишта, во кои една екипа од основното училиште Пере Тошев Росоман, а другите останати 6 од основните училишта во Кавадарци, тоа е во категорија подмладок, и 3 екипи од средните училишта од Кавадарци во категорија младина. Најдобрата екипа од категорија младина го продолжува своето надпреварување на регионален надпревар, кој што ќе се одржи во Прилеп во месец мај, каде што ќе учествуваат во тој регион во кој што сме и ние како Црвен крст Кавадарци со една екипа, 16 екипи вкупно, а првите 5 ќе учествуваат на државен надпревар во Скопје. Вториот регион е Кисела вода, каде што исто така ќе учествуваат 16 екипи, и од таму првите 5 екипи ќе учествуваат на државниот надпревар, значи вкупно 10 екипи ќе учествуваат на државен надпревар во месец септември. Предвидено е последната недела од месец септември да се одржи тој надпревар. Денеска овде во салата Партизан имаме присуство на околу 60 ученици од сите основни и средни училишта, присуство на лица кои што ќе симулираат повреди, така наречени манекени, присуство на голем број на ментори од овие училишта, десетина доктори и друг медицински персонал, волонтери и професионалци на Црвениот крст, така да вкупната бројка е некаде околу 100 лица. И ова за нас како Црвен крст Кавадарци представува навистина празник или ден на младоста, како што имавме порано во поранешните простори, бидејќи денес овде ќе се стекнат сознања од првата помош, како што кажав, околу 60 ученици од сите основни и средни училишта. Значењето на првата помош е многу важно. Да се подсетиме само на големата трагедија минатата година која што ја зафати нашата држава, односно градот Кочани, во месец март, 16 март 2025 година, каде што еден ученик од Виница, кој што присуствувал во дискотеката Пулс, а преходно полагал прва помош за возачи, бил кандидат за возач, и знаењата кој што ги стекнал во Црвениот крст како кандидат за прва помош, 20 пати се вратил во дискотеката Пулс да извлече 20 дечиња кои што биле зафатени со пожарот, им пружил прва помош и навистина беше пречекан во својот град и во своето училиште со големи овации и прими голем број на награди. Ние никогаш не би сакале да се повтори таквото нешто, меѓутоа укажуваме на големото значење на првата помош, која што знае некогаш да спаси човечки живот. На сите екипи кои што учествуваат денес на овој надпревар, им посакуваме успех. Денес нема да има поразени екипи. Со стекнатите знаења, сите се победници на овој општински надпревар. Овој ден е како свечен ден наш, кој што се одржува такмичењето по прва помош, која е истовремено и показна вежба на целата општина, да може да се види како се дава прва помош, која е многу битна. Деца ги знаат сите пропозиции, ќе работат на 3 работни места со 3 повредени. Има 7 екипи од основните школи и 3 од 3 средни училишта од општината, и сите тие ќе треба
успешно да ги покажат своите знаења од давањето на првата помош. Од младинската екипа победничката ќе оди на регионален надпревар, а понатаму може да се пласира и за државен надпревар на такмичење. Сите им се запознати, сите се добро утренирани. Сето веќе преку 20 години е направено со специјални листи на кои се од сите доктори кои се суди, добро проучени, и точно спрема изведбата за секоја позиција и секоја постапка се добива одреден број бодови. Сите тие бодови се собираат и така се добива победничко место. Има главен судија кој општиот впечаток го оценува на работното место за пристап, редослед на давање прва помош, коитност и како е изведена, и судии кои го судат секое работно место и секоја повреда дали точно е изведена. Под мотото "Кога садиме заедно, растеме еднакво", одбележан денот на планетата Земја. Акцијата ја спроведе Комисијата за еднакви можности во соработка со ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков Кавадарци. Денес го одбележуваме Денот на планетата Земја, ден кој не потсетува на заедничка одговорност кон природата и идните генерации. Овој ден не е само символичен, туку и поттик за конкретни дела. По тој повод, Комисијата за еднакви можности при Општина Кавадарци ја реализира оваа иницијатива поседување на садници во дворот на Општинскиот ученички дом Крсте Петков Мисирков, благодарение на донацијата од ЈП Национални шуми подружница Бор Кавадарци која ги обезбеди садниците. Денес овде ќе засадиме нов живот. Секое засадено дрво е символ на грижа и одговорност. Како Комисија за еднакви можности, веруваме дека создавањето здрава и чиста животна средина е право на секој граѓанин без разлика на пол, возраст и социјален статус. Ваквите акции не се само еколошки, туку и општествено значајни. Да запомнеме, земјата не ни припаѓа нам, ние ја припаѓаме на неа. Нашата одговорност е да ја зачуваме за идните генерации, исто така убава и богата како што ја наследивме. Нека денот на планетата Земја не биде само еден ден во годината, туку потсетник дека секој ден треба да се грижиме и да се однесуваме одговорно кон природата, да продолжиме да делуваме заедно, да садиме иднина и да оставиме зелено наследство. 22 април е датумот кога го обележуваме Меѓународниот ден на планетата Земја. Инаку овој ден за прв пат е одбележан во Соединетите Американски држави во 1970 година. Меѓутоа веднаш после тоа почна да се обележува ширум земјите во светот, така да добило едно интернационално, односно меѓународно ниво, како потсетник дека земјата е единствениот дом на сите живи суштества. Целта е да се промовира еколошката свест и да се поттикнат активности кои што ќе придонесат за подобрување на квалитетот на животот. Бидејќи квалитетот на воздухот кој што го дишаме во последно време, во последните години посебно, и особено во зимскиот период е значително лош, она што најмалку можеме да го направиме со цел да ги анулираме овие аномалии, ако може така да ги наречеме аномалии, е што поголем дел од градот и од околината да покриеме со зелени површини. Токму поради тоа, садењето на дрвета и тоа како е значајно, затоа што дрвета се директни борци против загадениот воздух, знаеме го абсорбираат въглеродниот диоксид, го ослободуваат кислородот. Од друга страна пак влијаат позитивно и на климатските промени, односно го намалуваат ефектот на глобалното затоплување. Трето, со своите корени оневозможуваат ерозија на земјиштето, а ја задржуваат влагата во почвата подолго време и позитивно влијаат на земјоделските култури и на природната рамнотежа. И четврто и не помалку важно, дрвета се природни живеалишта за голем број животни и растенија, така да тоа е многу важно за одржување на биодиверзитетот. Токму поради тоа, ние денеска сме собрани овде во дворот, во кругот на Општинскиот ученички дом Крсте Петков Мисирков во Кавадарци. Организираме, односно спремаме активност со засадување на садници кои што се донација од јавното претпријатие Македонски шуми, подружница Бор Кавадарци. Иначе организацијата е од страна на Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Кавадарци. Под мотото "Кога садиме заедно, растеме еднакво". И сега многу е важно овде, кога се организираат вакви активности, да се земе во предвид фактот дека на секое растение, не само дрво, може да биде тоа и било кое друго растение, кога ќе се засади, му е потребна нега и грижа за да се зафати и да обстане.
во спротивно акцијата би била безуспешна. Токму поради тоа и светоци сме всушност нели во и блиско и подалечно минато дека се правеле акции со пошумување и на поголеми површини, па биле безуспешни. Причините за тоа може да се различни, може да се лошите временски услови, несоодветно надморска висина, знаеме дека секое растение нели си бара одредени услови за опстанок, може да е почвата која што е сиромашна со хумус и одредени хранливи елементи, или пак болести кои што го нападнале растението во текот на неговиот животен циклус, а не се третирале. Ке ви откриваме на информација, со дел од колегите разговаравме за оваа идеја и се надевам дека во блиска иднина ќе ја реализираме, нормално нели со поддршка и помош од Македонски шуми, да секое заинтересирано семејство добие донација од најмалку една садница, која што ќе засадат во својот двор или во блиската околина, и на тој начин секое семејство ќе даде свој придонес за општината, за животната средина и за воздухот кој што сите ние нели заеднички го дишеме. Доколку сакаме да направиме позитивни промени во општеството, најпрво треба да започнеме од сопствениот двор. Затоа да мислиме глобално, а да делуваме локално. 22 април се одбележува како Ден на Македонска пошта. Денеска 22 април, меѓународен ден на поштинските работници. Имаме за право да им го честитаме празникот на сите поштински работници, на нашите колеги, на оние со кои секој ден решаваме по некој проблем, а и воедно од големо значење тоа што овој ден, втор пат од кога сум назначен за директор на подружница Кавадарци, скромно, но сепак си го честитаме во кругот, нели, кај нас помеѓу колегите и оние кои знаат или кои не знаат, сепак овој ден од големо значење за нас, од поголем број на причини. Прво, сакаме да афирмираме повторно поштата како еден вид на институција од поголемо значење, ради тоа што таа е сврзано ткиво помеѓу институциите од јавниот и од приватниот сектор. И секако движењето на поштинскиот систем, самото тоа прием и испорака на писма, го вршиме лично на рака и со тоа секој пат нашите вработени се во контакт со странките или со нашите корисници. Голем број од нашите вработени се буквално ветерани. Тие имат одлично познавање на теренот, ги познаваат сите луѓе буквално од доставното подрачје од районот на кој се наоѓаат и со самото тоа познавање и градење на доверба сакаме да ја вратиме повторно поштата на едно повисоко ниво и тоа во текот на годините, например, ланската година и оваа година се реализирани одредени инвестиции, нормално, со новите технологии, со дигитализацијата, со ова последното што беше доделувањето на 100 возила за поштата, буквално таа е цела интервенција од владата на Република Македонија, премиерот Христијан Мицковски, со што менаџерскиот тим кај нас во пошта, во Македонска пошта, се залага постојано за да се направи нешто плюс за самиот поштински систем. Со тоа што со тие 100 возила се зголемува ефикасноста на самото движење на поштинскиот материјал, а и дополнително се олеснува работата на нашите вработени. Пошта Кавадарци имаме број од 60 вработени. Тоа се комбиниран број на вработени, дел се во поштинскиот систем, достава, нашите поштари, и дел се шалтерските работници. Останатиот дел, мал број на вработени се административни работници, кои имаат и универзален карактер, нивната работа секогаш е во служба на граѓаните. Во наредниот период планирано е софтверско решение да се превземаат одредени позитивни мерки кои ги имаат спроведено во останатите држави, не пошироко туку во нашиот район. Со самото тоа, че имаме јасен преглед кај точно се наоѓа пратката во моментот, од самиот испрачач до самиот примач на самата пратка. Тоа значи олеснување на следењето на пратки. Со самото тоа, доколку сега во понатамошниот период се реализира и она поширока инвестиција која се планира за Македонска пошта, сортирка, што е од огромно значење за нас, со тоа че се олесни работењето на самиот фактички дистрибутивен центар.
така да го наречеме дистрибутивен, затоа што обмнежувањето во Скопје и она што до сега се деле на рака секоја писмо, секоја пратка, со самото тоа што нели самата сортирка и нејзината функција може за пола од работното време буквално да се скрати работното време или потребата од нели залагањето на обавувањето на таа работа. Учениците од гимназијата Добри Даскалов синоќа ја изведоа театарската представа Ние. Со овој автобус вечерно не ја затвораме само театарската представа Ние, туку затвораме еден средношколски поглавје, исполнето со многу емоции, со многу изиграни улоги и со многу успеси. Групата што стои до мене се матуранти во нашето училиште оваа година и работеа напорно овие 4 години, работеа на својот талент, го развиваат, оставајќи секојаш дел од себе на самата сцена, во секој улога и во секој заслужен аплауз кој што го добија во овие неколку години назад. Заедно со нив раставме и ние како училиште, како гимназија. Раставме, соработувавме со сите културни институции во градот. Освоивме многу државни и меѓународни награди, на кои што сме како училиште многу горди. Но не се само тие улоги, не е само драмската секција во прашање. Работеше со нив заедно како матурант, работеше и филмската индустрија во нашето училиште. Јас како ментор можам само да им кажам огромно благодарам на оваа златна генерација на драмската секција во нашето училиште. Оставија вечен спомен и траг, кој што долго ќе се памети. Учениците тие заминуваат по други патишта, ќе чекорат по други животни сцени од крајот на учебната година па натаму. Меѓутоа, посебно сум горда што зад нив стои една голема група ученици кои што инспирирани од нивниот пример, рамо до рамо застанаа вечера во 3 тешки текстови од нашата македонска драмска литература и ги донесоа така како што требаше да бидат донесени. Јас и моите колеги професори во гимназијата Добри Даскалов ги дадувавме сознања, но најмногу од се им подаривме вредности, како што се храброста да бидеш свој, да работиш на својата личност, на својот личен развој, на својата внатрешна среќа. Тие тоа најдобро го знаат. Да бидат пожртвувани, да знаат што е даден збор и да знаат што е почит, затоа што почита секој се заслужува. Тие тргнуваат по нови, животни улоги и знаат дека овие вредности не се вредности кои што ќе играме како улоги на театарска сцена. Ова се вредности со кои тие ќе живеат понатаму низ животот. Драги матуранти, животот ќе ви биде најубавата улога. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Собранието на денешната седница ја утврди потребата од донесување на измените на Законот за влада по скратена постапка, со што се отвора патот за укинување на моделот на преодна, односно техничка влада. За предлогот гласаа 67 пратеници, додека 13 беа против. Лидерот на опозиционата СДСМ Венко Филипче на денешната пресконференција рече дека законот кој се предлага пратениците да немаат двојно државјанство бил добар и дека пратеничката група на СДСМ ќе го поддржела со амандманска интервенција, но не се согласуваат со постапката за укинување на пржинската влада. Во однос на предлог законот за државјанства, класична измама на власта, се предлага закон за државјанство на пратеници и се кажува, се предлага да пратениците не може да имаат двојни државјанства. И тоа е добро, но никаде не е јасно кажано дека тоа ќе важи и за овој актуелен пратенички состав. Затоа овој закон ќе го поддржиме и амандмански ќе интервенираме, во кој што јасно, точно, со членови преодни завршни одредби, ќе пишува дека тие критериуми ќе важат и за актуелниот пратенички состав. И сите пратеници ќе треба да дадат соодветна изјава под соодветна одговорност дека немаат и друго државјанство. Во исто време ќе спремиме закон да тоа важи и за сите избрани и именувани функционери. Значи, за сите именувани избрани функционери да важи истото, да имаат само едно македонско државјанство.
Српските опозиционери Бранко Ружовиќ и Јован Ратковиќ на средба со Димитриевиќ во Скопје за формирање опозицијски фронт. Тема и на денешната пресконференција на владеачката ВМРО-ДПМН. Српските опозиционери Бранко Ружиќ и Јован Ратковиќ на средба со Димитриевиќ во Скопје за формирање на опозицијски фронт. Зоран Заев и Зоран Башановиќ со директни насоки и упатства. Откако не добивме демант од страна на генералниот секретар на СДС, Александар Саша Димитриевиќ, за средбата која се одржала во Скопје, денес го откриваме и вториот важен играч во целата оваа игра. Имено станува збор за Јован Ратковиќ, за кој според јавно достапните информации знаеме дека е меѓународен секретар и член на председателството на Социјалдемократската партија во Србија, која инаку е дел од партијата на Европски социјалисти, во која членува и македонската СДС на Заев. Зошто е важен господинот Јован Ратковиќ? Затоа што станува збор за човек кој е еден од основачите на движењето Отпор од Србија, кој одигра пресудна улога во особорувањето на српските власти на почетокот на милениумот. Според јасните инструкции и насоки од Башановиќ и Заев, тројката составена од Бранко Ружиќ, Јован Ратковиќ и Александар Саша Димитриевиќ се имаат сретнато на средба во Скопје, на која било дискутирано за натамошните дејствија на овој така наречен опозицијски фронт во Србија. Почитувани граѓани, за жал СДС се става на услуга на друга партија во друга држава, додека нивната партија во Македонија има рейтинг кој се мери на една шака. СДС, предводена од чиракот на Заев Филипче и неговиот послушник Димитриевиќ, за жал се распаѓа поради послушноста кон врховниот лидер Заев, чиј доказ е неговиот пречек на роденденот на СДС. Се додека Социјалдемократскиот сојуз не се дистанцира и огради од Зоран Заев, нема да застане на нозе. Во четврток Ѓорги Мешков ќе го промовира романот Оттуѓување 2. Станува збор за роман драма кој се темели на вистински настани. Утре вечер, четврток, 23 април, во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, со почеток од 19 часот и 30 минути, ќе се одржи промоција на романот Оттуѓување 2 од кавадарчанецот Ѓорги Мешков. Книгата Оттуѓување е роман драма и се темели на вистински настани кои се случуваа и се уште траат во нашето реално време. Романот Оттуѓување е напишан во 2023 година, а продолжението Оттуѓување 2 излезе од печат оваа година во месец март и се надоврзува на истите настани од првиот дел, а тие настани траат и не се знае до кога. Темата е оттуѓувањето на децата како појава и процес. Се работи за подмолна појава, процес на кој се изложени голем број деца веќе од нивната најрана возраст. Со порастот на бројот на разводи, рапидно расте и појавата на оттуѓување на децата од едниот родител по разводот. Тоа е родителско оттуѓување. Низ голготата на еден родител, низ неговата борба за спас на своето малолетно дете од процесот на оттуѓување, во романот се откриваат методите на оттуѓувањето кое го врши другиот родител. Без стручни диагнози и експертски толкување на оттуѓувањето, романот низ емоциите на двајцата родители од кои едниот е оттуѓувач, ги опишува и слика страдањата на нивниот заеднички син. Всушност, романот е воедно и една вистинска семејна психодрама. Од друга страна, преку борбата за спас на детето, која ја води едниот родител, приказната во романот јасно го посочува нестручниот, непрофесионален, лаички и индолентен однос на еден дел носители на функции во државните институции и органи за социјални работи, кои се законски обврзани и единствени надлежни за справување со ваквите незаконски и крајно штетни процеси како што е оттуѓувањето. Наместо да ги попречуваат ваквите појави, дел од носителите на дејноста на овие институции без никаква одговорност или одвај реагираат или реагираат несоодветно. Во некои случаи стануваат дури и соучесници со извршелите на ваквиот вид на злосторство.
Продолжуваме со спортот. Завршна фаза во младинските ракометни категории. Младинците на Тиквеш играат плей-аут, а пионерите се пласираа во четвртфиналето. Надпреварите во младинските ракометни категории влегуваат во завршна фаза. Кај младинците стартуваат средбите од плей-оф и плей-аутот. Во плей-оф сегментот веќе се одиграат 3 кола, на табелата води Multi Essence со 40 бодови и само еден пораз во досегашните надпревари. На второто место се Eurofarm Пелистер и Пролет со дури 10 бода помалку, односно двете екипи собраа по 30 бодови. Во плей-аут сегментот играат само 4 екипи, и тоа Eurofarm Пелистер, Тиквеш, Скопски Вардар и Вардар од Неготино. По 2 одиграни кола на табелата води Eurofarm Пелистер со 20 бодови, Тиквеш е втор со 10, Скопски Вардар е трет со 8, а Вардар Неготино има минус 1 бод. Во следните 3 кола кавадаречките младинци имаат 3 средби по ред на домашен терен со Eurofarm Пелистер, Скопски Вардар и Вардар Неготино, а во последното коло ќе му гостуваат на Eurofarm Пелистер. Кавадарчани сезонава немаат кадетски тим, а таму во регуларниот дел во разигрувањето се пласира екипите на Multi Essence, Вардар, Eurofarm Пелистер 2, Илинден Вардар, Пролет, Eurofarm Пелистер, Охрид и Алкалоид. Најдобар скор до сега, по 14 одиграни кола, имаат екипите на Пролет и Multi Essence, кои имаат максимален скор од 14 победи без пораз. Кај пионерите се уште трае регуларниот дел, но веќе се познати 8 екипи, по 4 од секоја група, кои ќе играат во разигрувањето. Од групата А тоа се екипите на Охрид, Multi Essence, Струга и Вардар, а од групата Б понатаму се пласира екипите на Eurofarm Пелистер 2, Алкалоид, Куманово и Тиквеш. На коло пред крајот на регуларниот дел кавадарчани имаат скор од 9 победи, 1 нерешен и 5 порази, односно 19 бода, колку што има и третото Куманово. Во случај на изброј на бодови, Куманово е во предност поради подобриот меѓусебен скор. Во последното коло, Куманово дома ќе игра со последниот шампион, а Тиквеш ќе му гостува на тимот на Македонија Ѓорче Петров. Ако останат четврти, пионерите на Тиквеш во четвртфиналето ќе играат со Охрид. Следува период на стабилно и потопло време со пораст на дневната температура. Утрата ќе бидат посвежи. Утре температурата ќе се движи од 5 до 18 степени. Гледавте Дневник на КТВ, имајте пријатна вечер, секое добро.